На петата последователна сесија од форумите на заедницата денеска во Куманово беа презентирани постигнатите резултати од форумскиот процес, што се спроведуваше во периодот од јуни до октомври 2019 година, како и реализацијата на дел од препораките дадени од граѓаните до општината во текот на целиот форумски процес. Активноста се реализира во соработка со UNDP преку проектот за јакнување на општинските совети, чија втора компонента е зајакнување преку мали грантови за приоритетни мерки на општините избрани преку јавни консултации, финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка. Во рамките на форумот на заедницата како алатка за граѓанско одлучување беа предложени и разработени 9 проекти, од кои на четвртата гласачка сесија учесниците се определија буџетскиот фонд од 50.000 швајцарски франци да го доделат на проектот адаптација на покрив и столарија во општинското основно училиште Браќа Миладиновци, конкретно објектот лоциран на улицата Тане Георгиевски, во кој се сместени и паралелките за учениците со посебни образовни потреби од 1 до 9 оделение. Ова се резултатите. Проект број 1 според вас, адаптација на покрив и столарија во основното училиште Браќа Миладиновци, кој што освои 49 бода. Ке ги прочитам препораките до општината, малку подоцна градоначалникот Димитриевски ќе се задржи по нив. Формирање на дневен центар за згрижување на малолетни деца со асоцијално поведение, питачење, безделништво, девијантно однесување. Креирање на центар за мултикултура, инфраструктура за лица со попречености, центар за ран детски развој во Уминдол, Истваков центар во Доброшане, потоа создавање на сензорна соба за аутистични деца, обезбедување на бесплатен превоз за деца од 1 до 5 оделение и за оддалеченост помалку од 2 километри. Аргументот беше дека се мали деца. Центар за ран детски развој во село Романовце, потоа хаб центар за млади, создавање на сервис за стари лица, реконструкција на спортската сала во Браќа Рибар Табановце, спортски катчиња и опремување и адаптација на градската библиотека. Направивме предизвик на други донатори кои со активностите во рамките на програмата на проектот EU for Inclusion IPA 2019 година на Министерство за образование успеавме да обезбедиме средства и за реконструкција и адаптација на санитарните јазли за лица со посебни потреби, посебен влез, а воедно и лифт кој што ќе им овозможи непречено движење на лицата со посебни потреби. Проблемите во нашата општина и во државата се огромни на сите нивоа и од сите аспекти, без разлика дали зборуваме за комунална инфраструктура или за унапредување на правата и можностите во 21 век. Проблемите ги имало и ки ги има, но ние сме тие најодговорните што треба да се погрижиме да ги има што помалку. Токму ваквото граѓанско учество преку граѓанските форуми нам не ги олеснува работите бидејќи имаме јасен став на представниците на граѓаните, рече пред присутните градоначалникот Максим Димитриевски. Според него, последната посериозна капитална инвестиција во образованието во Куманово била пред 10 години во основното училиште Толи Зордумис. Последната инвестиција во образованието, капитална инвестиција во образованието во општина Куманово се случила далечната 87 година. Тогаш, значи, е изградено последното најново училиште на територија на наша општина, Основно училиште Кочораци. Бидејќи целосно средствата кои што се наменети за капитални инвестиции во делот на образованието не се децентрализирани. Како локална власт, многу пати и сега и во иднина ќе се соочиме со една друга реалност, дека проектите и предлозите кои што ќе доаѓаат до нас за имплементација во иднина како идеја ќе имаат законски пречки и бариери, како што е случајот за обезбедување превоз на ученици кои што живеат на оддалеченост под 2 километри од училиштето, бидејќи законот е стриктно јасен и вели дека не може ниту еден ученик да користи организиран превоз кој што живее на оддалеченост помала од 2 километри. Во делот на другите надлежности, дневните центри, исто така, иницијативата е и од мене прифатена, а верувам и од Советот, и нема да постои барем репрезент политички или било каков на локално ниво кој што не би ги прифатил овие иницијативи. Но проблемот, пак сакам да бидам отворен и директен до крај, е што ние немаме целосна децентрализација во делот на надлежностите.
Значи, Министерството за труд и социјална политика е министерство кое што ги троши половина од буџетските средства во нашата држава. А всушност немаме децентрализирани средства во делот на доделените надлежности на локалната самоуправа. Треба да се реши овој проблем и треба да биде приоритет. Според председателката на Советот на општина Куманово Атина Мургашанска, непосредното учество на граѓаните е придобивка која секогаш е значаен извор на идеи, на проекти и многу важен коректив на секоја власт, вклучително и локалната. Советот на општина Куманово најпрви мораше да пристапи кон постапка за изменување на статутот на општина Куманово, се со цел форумите на заедницата да станат легална форма на работење, на одлучување на нашите граѓани. Покрај она што го имаме како законска придобивка која е содржана во Законот за локална самоуправа, во статутот и деловникот на Советот на општина Куманово, а тоа се собирите на граѓаните, местните заедници, собирите на местните заедници и другите граѓански иницијативи и референдуми, форумите на заедницата се нова, најнепосредна форма на граѓанско учество во локалната самоуправа. Со нивното вклучување не само во рамките на овој проект и за потребите на овој проект, туку и од сега понатаму и сегашните идните генерации ќе можат да ги користат бенефитите од овој вид на граѓанско организирање, влијание, придонес и непосредно учество во локалната демократија и во практицирањето на локалната власт. Проектот за јакнување на општинските совети во Македонија започна да се спроведува во декември 2017 година од страна на UNDP со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка со рок на имплементација од 4 години. Ова е првиот проект во земјава со специфичен фокус на општинските совети, кои се едни од столбовите на демократијата на локално ниво.